Современиот свет, користејќи се со етаблираната методологија за дефинирање на расноста на формите на животинските видови, досега оформи голем број на раси на кучиња. Голем број од нив се во голема мера различни, а исто така и доста од нив имаат многу слични белези. Меѓу овчарските кучиња во светот забележливи се голем број сличности, па и покрај тоа представуваат различни раси кои се заведени во регистарот на Светската кинолошка организација. Во почетокот на 21. век во Македонија се појави потребата за зачувување на старите македонски раси на кучиња. Меѓу нив е и македонското овчарско куче Караман. Со објавувањето на книгата Македонско овчарско куче Караман во 2004 година, за прв пат се објави стандардот за македонскиот Караман. Тој пропис за идеален изглед на расата беше изработен по повеќегодишни анализи на примероци на карамани во Република Македонија. Првиот стандард датира од 21. јануари 2004 година, а потоа тој доживеа мали промени на 6. април 2011 година на работен состанок на стручниот совет на КСМ. Последниот предлог стандард денес служи за судење на караманите на кинолошките изложби, а воедно представува и водич за натамошната селекција на одгледувачите на карамани. На 8. јуни 2016 година на Генералното собрание на ФЦИ во Милано, Кинолошкиот сојуз на Македонија стана полноправен член на Светската кинолошка федерација. Пред тој настан предходеше посета на водството на ФЦИ на меѓународни изложби кои беа одржани од 27 до 30 август 2015 година во организација на Кинолошкиот сојуз на Македонија. Од сите манифестации на таа изложба, во текот на тие 4 дена, највпечатливо беше представувањето на македонското овчарско куче Караман. Имено, на 29. август 2015 година беше одржана изложба за македонскиот Караман, на која судеше македонскиот интернационален судија Панче Дамески. На таа изложба победници беа Сварт на Томислав Јовановски и Калеша на браќата Костовски. Овие три, значи ќе ги рангираме беше, прва ќе биде, таа ќе биде прва? Ајде, Афроис! На изложбата учествуваа 9 карамани, од кои 2 мажјаци и 7 женки. Сварт на Томче Јовановски, Мечо на Веле Ангелески, Марта и Илина од одгледувачницата Син Ко
на Илија Каров и Антонио Ивановски, Сара на Горан Гиевски, Калеша, Митра, Црна и Борка од одгледувачницата Челник Пео на браќата Костовски. Жешкото лето придонесе караманите да не се во добра изложбена форма, затоа што во тој летен период караманите се измитарени, но и ослабени поради немањето апетит на жештината. По завршувањето на оценувањето на сите раси на кучиња, Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман во координација со Кинолошкиот сојуз на Македонија приреди представување на расата Караман пред председателот на ФЦИ Рафаел де Сантиаго и пред извршниот директор Ив де Клерк. Во таа пригода водството на Кинолошкиот сојуз на Македонија им ја подари книгата Караман, митското куче на древните македонци на своите уважени гости. Во тој обемен научен труд за македонскиот Караман се представени сите детали за Караманот од првите прапочетоци до денес. Значи, за прв пат овде во Охрид да видиме нашата стара, прастара раста Караман. Нашата прастара. Now I have the honor to present our national pet, Macedonian Shepherd Dog Karaman. Ова е раса која со веќе одгледуваме на нашите планини, а тука до мене е господинот Сашо Пешев, нашиот председател. Now I have the pleasure to call Mr. Sasho Peshev and Mr. Rafael de Santiago. Господинот Рафаел де Сантиаго е актуелниот председател на FCI. Ве молам еден аплауз. Mr. Rafael, please. Our president have a gift which goes to president of FCI, Mr. Rafael de Santiago. Исто така го повикувам господинот Панче Талевски, кој денес ја судеше расата Караман. На челото на колоната стои трикратниот шампион на Македонија Сварт, куче кој победи на 3 државни првенства, а и еве денес исто така беше првак на раса. The first in the row is the triple champion of the breed. His name is Svart. Here with us also brothers Kostovski, which are the first breeders of the breed Macedonian Shepherd Dog Karaman. А сега го повикувам нашиот генерален секретар господин Слободан Настевски. Now I have the pleasure to call Mr. Slobodan Nastevski, General Secretary of Republic of Macedonia, and Mr. Yves de Klerk, Executive Director of FCI. Го повикувам значи извршниот директор на FCI, господинот Ив де Клерк, а нашиот генерален секретар ќе му поклони книга за Карамани. Значи за Карамани е една општина книга која е напишана од страната на Маријан и Владко Костовски.
call Mr. Zoran Najdovski, Vice President of Canal Association of the Republic of Macedonia, and Mr. Roberto Vales Pico. Our Vice President have a gift which goes to our guest Mr. Roberto Vales Pico. Значи, нашиот гостин од Пуерто Рико исто така доби книга на подарок за Карамани. Со ова нашата раса Караман, односно челниците на ФЦА веќе се запознати дека ние веќе правиме таква раса. Тие се запознати повеќе години наназад, меѓутоа сега за прв пат имаа шанса да видат оваа наша раса во живо. И благодариме за тоа. А сега ги молам уште еден круг караманите да продефилираат. На чело на колоната е трикратниот шампион на Македонија Сварт. Инаку, како што напоменавме, ова раса е една од најстарите светски раси и се надеваме дека наскоро ќе биде признаена од ФЦА. И благодариме, можат да го напуштат рингот, а ние можеме да продолжиме со нашето шоу. Од сите манифестации на таа изложба, во текот на тие 4 дена, највпечатливо беше представувањето на македонското овчарско куче Караман. Имено на 29 август 2015 година беше одржана изложба за македонскиот Караман, на која судеше македонскиот интернационален судија Панче Дамески. На таа изложба победници беа Сварт на Томислав Јовановски и Калеша на браќата Костовски. Овие три, значи ќе ги рангираме беше, прва ќе биде. Таа ќе биде прва? Ајде, ако На изложбата учествуваа 9 карамани, од кои 2 мажјаци и 7 женки. Сварт на Томче Јовановски, Мечо на Веле Ангелески, Марта и Илина од одгледувачницата Син Ко на Илија Каров и Антонио Ивановски, Сара на Горан Гиевски, Калеша, Митра, Црна и Борка од одгледувачницата Челник Пео на браќата Костовски. Жешкото лето придонесе караманите да не се во добра изложбена форма, затоа што во тој летен период караманите се измитарени, но и ослабени поради немањето апетит
на жештината. По завршувањето на оценувањето на сите раси на кучиња, Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман, во координација со Кинолошкиот сојуз на Македонија, приреди представување на расата Караман пред председателот на ФЦИ Рафаел де Сантиаго и пред извршниот директор Ив де Клерк. Во таа пригода, водството на Кинолошкиот сојуз на Македонија им ја подари книгата Now I have the honor to present our national pet, Macedonian Shepherd Dog Karaman. Ова е раса која со години одгледуваме на нашите планини, а тука до мене е господинот Сашо Пешев, нашиот председател. Now I have the pleasure to call Mr. Sasho Peshev and Mr. Rafael de Santiago. Господинот Рафаел де Сантиаго е актуелниот председател на FCI. Ве молам еден аплауз. Mr. Rafael, please. Our president have a gift which goes to president of FCI, Mr. Rafael de Santiago. Исто така го повикувам господинот Панче Талевски, кој денес ја судеше расата Караман. На челото на колоната стои трикратниот шампион на Македонија Сварт, куче кој победи на 3 државни првенства, а и еве денес исто така беше првак на раса. The first in the row is the triple champion of the breed. His name is Svart. Here with us also brothers Kostovski, which are the first breeders of the breed Macedonian Shepherd Dog Karaman. А сега го повикувам нашиот генерален секретар господин Слободан Настевски. Now I have the pleasure to call Mr. Slobodan Nastevski, General Secretary of Republic of Macedonia, and Mr. Yves de Klerk, Executive Director of FCI. Го повикувам значи извршниот директор на FCI, господинот Ив де Клерк, а нашиот генерален секретар ќе му покажа сличности, па и покрај тоа представуваат различни раси кои се заведени во регистарот на Светската кинолошка организација. Во почетокот на 21. век во Македонија се појави потребата за зачувување на старите македонски раси на кучиња. Меѓу нив е и македонското овчарско куче Караман. Со објавувањето на книгата Македонско овчарско куче Караман во 2004 година, за прв пат се објави стандардот за македонскиот Караман. Тој пропис за идеален изглед на расата беше изработен по повеќегодишни анализи на примероци на карамани во Република Македонија. Првиот стандард датира од 21. јануари 2004 година, а потоа тој доживеа мали промени на 6. април 2011 година на работен состанок на стручниот совет на КСМ. Последниот предлог стандард денес служи за судење на караманите на кинолошките изложби, а воедно представува и водич за натамошната селекција на одгледувачите на карамани.
На 8 јуни 2016 година, на Генералното собрание на ФЦИ во Милано, Кинолошкиот сојуз на Македонија стана полноправен член на Светската кинолошка федерација. Пред тој настан предходеше посета на водството на ФЦИ на меѓународни изложби кои беа одржани од 27 до 30 август 2015 година во организација на Кинолошкиот сојуз на Македонија.